Браќа и сестри, како и во претходните години, така и оваа година, за жал, додека се подготвуваме да го прославиме празникот Воскресение Христово, слушаме вести кои ни доаѓаат од еден неверен свет. Светиот Отец Лео 14 зборува за овие конфликти како за рана нанесена на целото човечко семејство, која остави лузни врз луѓето со генерации. На Блискиот Исток крвта од минатите конфликти се уште не се исушила на земјата каде што беше пролеана, а конфликтот повторно се разгоре ширејќи се во соседните земји со епизоди на насилство и уништување кои шираат омраза и страв, што предизвикува загриженост. А христијаните во овие земји, како мало стадо, се обединети во човечко братство со сите луѓе од војно-конфликтните подрачја кои заедно доживуваат тешки искушенија во постојана опасност и неизвестност за нивните животи. Среде таква вознемиреност, папата Лао постојано повикува на молитва за мир и напори да се запре татнежот на бомбите, да се замолчи оружјето и да се даде можност на диалог во кој можат да се слушнат гласовите на народите. Драги браќа и сестри, и ние сме мал народ со големо човечко семејство, па на меѓународно ниво нашето мислење тешко ќе може да се пробие во игрите, резервирани само за големите и силните, како католичка заедница во нашата татковина представуваме малобројност, па затоа нема да биде лесно нашата заложба за градење мир да продре, но сепак имаме голема сила што може да направи големи работи. Оваа сила е и наше богатство, а тоа е Исус Христос кој и покрај нашите несовршености живее меѓу нас. Тој ни овозможува да бидеме сведоци на надежта и спасението и носители на светлината и правдата во времето во кое живееме. За ова сведочат светли личности од историјата на нашата црква, како што е нашата светица Света мајка Тереза од Калкута, родена тука во Скопје, која еднаш кога беше прашана што направила големо, таа одговорила дека не прави големи работи, туку мали работи со голема љубов. Она што го правиме само капка во океанот, но без нашата работа океанот би бил посиромашен за таа капка. Ова е вистината што не води. Ние сме семе посејано на огромно поле, семе што раѓа изобилен плод, ние сме семе на сочувство и љубов, а преку нас Бог е присутен на овој свет. Следејќи го примерот на својот учител и Господ, христијаните ја добиле власта да бидат знак за светот во Негово име и повикани се да им понудат помирување на сите луѓе, упатувајќи ја својата молитва на благодарност кон Бога во името на сите. Како христијани, ние можеме да бидеме светлина за луѓето на нивниот пат кон Бога. Нека воскреснатиот Господ навистина не води и не обликува според Неговата волја, за да бидеме вистински сведоци на оној кој умре и воскреса за нас. На сите вас ви посакувам честит празник Воскресение Христово, Великден, Христос воскреса.